Клиничките испитувања на потенцијална вакцина за COVID-19 се во тек. Научниците велат дека би можело да биде готова и порано од планираното. Глобални здравствени и социјални експерти на виртуелна трибина организирана од Гласот на Америка зборуваа за ова, но и за потенцијални терапии, како и за влијанието што го има пандемијата врз целокупното општество. Стотици клинички испитувања се во тек во глобалната борба против COVID-19. Меѓународните експерти за здравство се оптимисти. We've never had this intermeshing of the advancement of science in conjunction with a brand new pandemic. And so I remain optimistic that something is going to be found out there. Научниците од Универзитетот Оксфорд најавуваат потенцијално откритие. Тие веќе ги скратија проектираните временски рокови користејќи методи од претходни испитувања кои се покажале безопасни за луѓето. Сега се во тек клиничките тестирања. It needs to be done very carefully so we don't introduce danger into our society. But this latest information from Oxford University is in fact very encouraging. Дури и по нејзиното завршување, пандемијата ќе остави долгорочни последици врз општествата и врз однесувањата на луѓето, сметаат експертите. You can make a decision today and purchase tickets and to go somewhere. I think that's probably cannot be like this anymore. So more planned schedules. Travel would be the kind of futures. Начинот на кој функционираат повеќето компании е веќе променет. Очекувањата се дека ваквите трендови ќе останат. We're going to see a lot more people working remotely. We've been doing some surveys around this. A lot more people, about 80% of people are working from home now compared to something less than 10% on a regular basis. And interestingly, they all want to continue to do so. Once we open up, the world will be definitely different from everyone because we have to maintain the social distancing until we get vaccine in our hand. Научниците од Оксфорд велат дека нивната вакцина против коронавирус може да биде достапна уште во септември, додека другите лаборатории исто така ги интензивираат своите клинички испитувања. Од Гласот на Америка за Алфа, Никола Крстик во Вашингтон.